Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е новото издание на емисијата Табординација. Оваа табординација започнуваме во чест на лицата кои што се лекуваат од ретките болести. Изминатава една недела и во земјава се чествуваше во знак и во борба против ретките болести. Луѓето кои што и пациентите кои што боледуваат од ретки болести бараат Министерството за здравство да воведе повеќе број на лекови кои што ќе се најдат на позитивната листа, а како помина и кои се најавите од страна на ресорното министерство од изјавата на министерот Филипче. Пациентите со ретки болести не се сами, иако болестите се ретки. Тоа значи дека вратата во Министерството за здравство е секогаш отворена, да ги слушнеме нивните потреби, но и од стручен аспект, да видиме што се случува во светот, кои се новите и достапни терапии. Ние веќе 3 години наназад интензивно работиме да ја приближиме најсовремената терапија во сите најразвиени европски и земји во светот до нашите пациенти. Тоа значи дека иновативната терапија е се поприсутна во нашата земја и се подостапна за сите пациенти, вклучувајќи ги пациентите со ретки болести. Со зголемувањето на буџетот, со зголемувањето на бројот на лековите. Донесени се лекови за многу диагнози и групи на ретки болести кои што во претходниот период пред 3 години не беа достапни во нашата земја. Нови лекови добија пациентите со болеста Гоше, со една форма на анемија, пациентите со пулмонална хипертензија, пациентите со пулмонална фиброза. Вкупно околу 560 пациенти во регистарот за ретки болести во нашата земја се целосно покриени со соодветна и најсовремена терапија. Процесите кои што ги водиме се инклузивни. Сите здруженија за ретки болести се вклучени во креирањето на нашите политики. Во последниот период активни е електронскиот регистар, а тоа што сега интензивно се работи е најсовремената стратегија во која што се имплементирани сите стручни соодветни препораки и секако се друго што значи подобрување на квалитетот на животот и препознатливоста на пациентите со ретки болести во нашата земја. Наташа Ангелевска, Сдруженијето за борба против ретките болести, зборува исто така за подигање на свеста на граѓаните, но и ставање на приоритети на листите на лекови во земјава. Ние сме особено благодарни на владата и премиерот и министерот за здравство што воочи денот на ретките болести 28 февруари оваа година сме на гости, затоа што обично ние бевме домакините кои што иницииравме средби за да има одбележување на денот на ретките болести. Напредокот е огромен очигледно во оваа држава, затоа што навистина сега се чувствуваме добре дојдени во зградата на владата на Република Северна Македонија, во која што можеме слободно да зборуваме кои се нашите предизвици и што е она што сакаме да се постигне во унапредување на состојбата за ретките болести. Премиерот и министерот кажа дека имаме зголемување на буџетот за лекувањето на ретките болести, имаме одредени унапредувања и во диагностичките мерки кои што придонесуваат кон тоа да се откријат нови диагнози и нови пациенти со одредени диагнози во нашата држава. Меѓутоа ни преостанува многу работа затоа што сакаме еден холистички пристап во третманот и негата на ретките болести, а тоа значи не само нега и грижа од здравствен аспект, туку и од социјален, образовен и севкупен аспект, да има помош за пациентите со ретки болести и при образованието, да бидат препознаени во законите, во законските одредби, со што ќе им се овозможи и вработливост и некои подобрувања во нивниот работен ангажман. Затоа што е очигледно дека, знаете како викаат, болните луѓе имаат поголема желба за живот, а тоа е затоа што они знаат да го ценат животот, затоа што се соочиле и со други ситуации како што е и смртта. Ние сме една динамична категорија на пациенти. За жал, изминатата година изгубивме двајца наши соборци, меѓутоа откривме и многу нови и постојано ќе продолжуваме нашата работа се во насока за ниеден пациент со ретка болест да не остане сам изолиран и забораван. И благодарност уште еднаш за сите напори што ги вложуваат владата и министерството, меѓутоа тука сме ние да ги подсетуваме доколку некаде затаат и доколку ни требаат нови мерки за да се подобри нашата состојба. Остануваме уште
со една изјава во продолжение гледаме изјавата на премиерот Зоран Заев, кој исто така учествуваше на настанот организиран од Сдруженијето за борба против ретките болести. Да ја погледнеме и изјавата на премиерот Заев. Почитувани граѓани, во завршницата на месецот посветен на ретките болести и на кампањата ги запознаваме ретките болести, владата и јас како премиер го даваме нашиот придонес кон афирмација на запознавањето на граѓаните на нашата земја, за поддршката на нашите сограѓани кои се справуваат со ретки болести и на здруженијата кои им даваат гласност на нашите сограѓани, пријатели и деца. Политиките на оваа влада во последните 4 години сосема го променија пристапот кон справување со ретките болести и грижата за пациентите. Кога некој се соочува со болест, целото семејство го носи товарот на таа болест. Затоа се направени повеќе чекори за подобрување на квалитетот на здравствените услуги за овие пациенти и не застануваме на досега направеното. Во тек се подготовки на следни чекори, кои заедно со здруженијата што ги застапуваат овие прашања, одат во насока на поттикнување на најдобри решенија за здравствена грижа и подобрување на квалитетот на животот на пациентите со ретки болести и нивните семејства. Во мандатот на оваа влада за прв пат е воспоставен електронски регистар на ретки болести, во кој се содржани сите основни информации за пациентите заболени од ретки болести, нивната диагноза, потребна терапија, соодветната клиника на која се лекуваат, како и лекарот кој ги лекува. Благодарение на регистрот, секој лекар од јавните здравствени установи кој лекува пациент со ретка болест има увид само за своите пациенти кои ги лекува, како и увид и целосна евиденција за пропишаната терапија. Системскиот пристап на грижа на пациентите со ретки болести е потенцијал за креирање соодветни политики и во лекувањето и во опфатот. Во однос на бројот на пациенти кои примат терапија преку Фондот за здравствено осигурување е забележлив растот на опфатени пациенти од 96 во 2015 до 190 во 2020 година. Владата и Министерството за здравство водат вистинска грижа за пациентите со ретки болести. Покрај воведувањето на нови 9 лекови и овозможувањето на потребната терапија за пациентите, воспоставувањето на електронски регистар за оваа група на пациенти, исто така во континуитет се зголемува и буџетот за ретки болести. Во 2017 година буџетот за ретки болести изнесуваше 213 милиони денари, а во 2020 година тој е дуплиран и изнесува 527 милиони денари. Со изготвената национална стратегија за ретки болести на Република Северна Македонија 2020-2030 имаме документ со насоки за планирање и имплементација на системски решенија за пациенти со ретки болести. Покрај обезбедување терапија за пациентите преку програмата за ретки болести, стратегијата дополнително ќе овозможи унапредување на законодавството според европските регулативи за оваа категорија пациенти, за лекови за ретки болести и за унапредување на знаењата на медицинскиот персонал во нашата држава, како и за соработка со меѓународните центри на експертиза за ретки болести. Благодарам. Продолжувам понатаму. COVID-19 остави многу дејности без своја работа, односно дејности кои што престанаа да работат и да бидат продуктивни. Во оваа насока се и рестораните кои што служеа на граѓаните за прослави, свадби, родендени и така натаму. Во продолжение, прилогот на колешката Ивана Вангелова токму на оваа тема. Предлог протокол за работа на рестораните за свадби и ноќните клубови ќе биде доставен до Комисијата за заразни болести, договорија денеска представниците од секторот со вице-премиерот Фатмир Битики и директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски. На средбата во владата одржана предпладнево Битики и Пауновски повторно истакнале дека заштитата на јавното здравје е најбитна, но и дека е важно да се зачува секое работно место.
Владата во услови на пандемија се обидува да им помогне на сите погодени граѓани и компании, а има детектирано дека угостителството и туризмот се најпогодените и затоа во сите 5 сета се креирани мерки со кои токму овие гранки се највеќе поддржани. Со петиот пакет мерки, компаниите од овој сектор може да искористат финансиска помош за исплата на плати, бескаматен кредит со грант компонента до 50%, а со законот за државна гаранција, која е во собраниска процедура, значително би се помогнало за одржување на ликвидноста на компаниите, рече Битики на средбата. Според директорот на инспекторатот Пауновски, здравјето на граѓаните е најважно, а протоколите предложени од Комисијата за заразни болести и усвоени од владата се токму во насока на заштита на јавното здравје. Пауновски гарантирал дека нема никаква селективност во постапување на инспекторите, ниту интенција при спроведувањето санкции, зашто посочил дека во периодот од речиси 1 година од почетокот на пандемијата за непочитување на протоколите се санкционирани 471 правно лице. Изминатава недела, по кратка стагнација, Струмица повторно со раст на бројката на новопозитивни од COVID-19. Бројот на заболени од COVID-19 во Македонија повторно расте, покажуваат тестирањата во последните неколку денови. Граѓаните сметаат дека нема потреба од воведување на поригорозни мерки, но бројките покажуваат пораст во однос на минатата недела. Според неделниот извештај на Институтот за јавно здравје во периодот од 15 до 21 февруари 2021 година тестирани се вкупно 15.849 материјали, а регистрирани се 2320 нови позитивни случаи од 33 градови во државата со зголемување од 3,9% во однос на минатата недела. Повторно се забележува зголемување на бројот на заразени од COVID-19 на ниво на цела Македонија. Што мислите, на што се должи тоа? Како мислам на што се должи? Јас уопште не чинувам, бидејќи што земаа они вакцини и што ги примат тие вакцини, тие само било за милицијант, а бидејќи за нас нема ништо. Е пристигнати и за народот, што разбирам. Па ако пристигнат, би се вакцинирале, што викат. Мерките не се толку колку што треба да се одржа дистанца и да се придржуваме по мерките што ги има, тие се доволно. Ама има разлика меѓу кафиците и рестораните. Зошто мислите така? Затоа што цел ден младите се у кафичето купа. Едни со други. Се должи на тоа што е толку народ тука што е соберено во кафичето. Това е многу народ. Не се заштитени воопште со маски. Како можеме ние да бидеме заштитени цело време? Јас, например, работам во просветна организација. Цело време сме со маски, а младиот кадар воопште не е оптеретен со таа работа. Ако мене ме питате, јас стварно да ви кажам дека това, не знам, многу ме е чудно, што стварно стално се качува бројката и се намалува бројката. Дали треба стварно вакцина со употреба или не треба? Стварно, нели, не сум јас неко ни лекар, ни ништо, ама према народот, како што го гледам, многу е слободен. И сега ние, ако презимаме пак мерки, сепак треба да се затвориме пак дома, пак да бидеме исто како што сме били, таа е проблемот што ние не може да се разбереме самиот народ. Министерот за здравство Венко Филипче истакна дека бројот на заболени е зголемен, како и бројот на пациенти кои се хоспитализираат, меѓутоа не до тој степен да ги загрозуваат болничките капацитети. Во делот на мерките, тој потенцира дека дефинитивно е можно воведување дополнителни рестриктивни мерки, меѓутоа засега не. Завод за статистика направил анализа дека од земјава и во земјава се забележува пат на луѓето кои што транзитираат од сите гранични премини. Каква е состојбата од прилогот што следува? Во 2020 година бројот на пристигнување од Македонија во Грција се намалил за 84,5%, што во најголем дел од резултатите е пандемијата и затворените граници. Од над 3 милиони пристигнувања во 2019 по копнен пат од Македонија во Грција, лани, поради пандемијата и затворените граници, бројот се намалил за 500.000, односно регистриран е пат од 84,5%, согласно податоците од Институтот за здружување на грчки туристички бизниси.
Секако, најголем број на влегувањата преку нашите гранични премини во соседна држава се остварувани во текот на туристичките сезони, нешто што изостанува во 2020 година, особено за земјите кои не се членки во Европската Унија. Како што веќе знаеме, туристите од Македонија и Србија имаат огромен удел во развојот и одржувањето на туризмот во соседна Грција. Во јануари регистрирани биле 149.020 пристигнувања, за 90% повеќе од истиот месец во 2019 година. Во февруари 162.000, речиси на исто ниво како и една година претходно, а падот започнува од месец март. Во воведените први рестрикции, пошто следуваат 2 месеци кога границите целосно беа затворени. По отворањето на само на одредени гранични премини, влезот во Грција беше забранет за државјаните на трети земји. Одлука што е се уште во сила, па така во летните месеци, односно во периодот од јуни до септември регистриран е пад од 94,5% до 97,6% на пристигнувања по копнен пат од Македонија. Продолжуваме понатаму повторно COVID-19, а во Гевгелија веќе има најави за локални рестриктивни мерки. Локалната власт предупредува дека ако продолжи трендот на зголемување на бројот на новопозитивни од COVID-19, но и пребрзото ширење на британскиот сој, забележан кај некои од пациентите во Центарот за јавно здравје во Гевгелија, ќе се воведат рестриктивни мерки, а прстот го вперуваат и овој пат кон младите. Во продолжение и прилогот, каде градоначалникот Сашко Поцков, но и директорот на Гевгелиската болница Крџев најавуваат дека мерките ќе бидат порестриктивни овој пат, донесена од општинскиот кризен штаб. Бројот на новопозитивни од COVID-19 во Гевгелија во постојан раст, особено во периодот по 15 февруари. Зголемената бројка на новозаболени е очигледен доказ дека иако не е направено испитување во општината е можен присуство на британскиот сој на вирусот. Со оглед на тоа што веќе е докажан во Кавадарци и Неготино, а и фактот што побрзо се шири и дава потешка клиничка слика кај новозаболените. Со што тенденцијата на намалување е заменета сега со тенденција на извесно покачување на бројот на новозаболени, а последователно, консеквентно на тоа и зголемен бројот на хоспитализирани лица, како и лица на дневен третман. За една недела во Гевгелија се регистрирани 63 новопозитивни од COVID-19. Општинските власти со вклучен аларм велат дека ако не почнат младите да ги почитуваат мерките, бројот рапидно ќе расте, а ќе се донесат и рестриктивни мерки на локално ниво, со амин на општинскиот кризен штаб. Доколку проценам дека ситуацијата и бидам известен од представник на јавно здравје, Центарот за јавно здравје или директорот на општа болница проширени дејности, дека нешто уште поалармантно се случува, секој ќе следува кризен штаб со одредени мерки кои сигурно ќе бидат во насока на поригорозност, на санкционирање на ваквите појави, не дека ги нема, меѓутоа сега се во таков обем во кој гледаме дека сепак манифестираат наместо да се намалува бројката се зголема. Загрижен е епидемиологот Олумчев, кој сам војува во борбата со вирусот во Дојранско-Гевгелискиот регион. Информира дека бројот на заполени граѓани е далеку поголем од најголемиот пик во државата кога беше со почетокот на епидемијата. И минатата емисија зборувавме за мобилната амбуланта која што е донација во општина Ново село. Веќе започнува да функционира, се прават првите прегледи како тече постапката по однос на лекувањето и транспортот со новата мобилна амбулантно возило од прилогот на колегата Ване Трајков. Вторден како мобилната амбуланта на општина Ново село врши посета по населените места и нуди примарни здравствени услуги на граѓаните од оваа локална самоуправа. Станува збор за возилото со мобилна амбуланта што општината ја набави преку мрежа за примарна здравствена заштита, која е финансиран преку Интерекипа програмата за прекогранична соработка со Грција и Македонија.
Вчера медицински услуги добиваа жителите на Колешино и Борисово, денес жителите на Мокрино, Мокриево и Смоларе. Според објавената програма на општина Ново село на својата веб страна, утре мобилната амбуланта ќе биде во Самуилово и Ново село, во четврток во Дражево, Старо и Ново Коњарево, а во петок медицински услуги во мобилното амбулантно возило ќе добиваат жителите на Сушица и Зубово. Проектот има за цел да ја подобри руралната здравствена заштита пред се, бидејќи знаеме дека нашата општина Ново село, исто како и општината Ираклија од грчка страна, имаат села кои што се од планински карактер и луѓето немаат пристап до примарна здравствена заштита. Целата не беше со овој проект да се набават две возила, еден од македонска страна, еден од грчка страна, во кој што ќе бидат ангажирани медицински лица, тим кој што ќе оди по селата и ќе ја пружи примарната здравствена заштита на населението. Возилото е веќе набавено, опремата, медицинската опрема исто така набавена, значи како што реков, станува збор за пред се за превентивни прегледи, значи медицинската опрема што е набавена ќе врши услуги од примарната здравствена заштита како зибање на крв, проверка на шекер во крвта, ЕКГ апарати, ехо апарат и друга терапија која што ќе им биде потребна на луѓето ќе се пружи преку ова возила. Проектот Мрежа за примарна здравствена заштита општина Ново село го доби заедно со младинското здружение Феникс од македонска страна, а од грчка страна соработуваа со општина Ираклија и Институтот Демократис. Целта на истиот е да се подигне квалитетот на примарните здравствени услуги во места кои немаат амбуланти во рурални средини. Вкупниот буџет на проектот изнесува околу 1 милион евро, од кои општина Ново село има буџет од 363.000 евра. Со оваа информација го загржуваме денешното издание на емисијата ТВ Ординација. Останете понатаму со нашиот канал. Од мене до гледање.